Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните за денешниот 12 јули. Петровденскиот музички хепенинг во планинарскиот дом Вртешка ќе се случи вечерва со почеток во 20 часот. Во општина Чешиново Блешово утрово се изврши авионско прскање против комарци кои треба да спречи размножување на нови инсекти. Со прскањето беа фатени населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево и Уларци. Во Виница денес продолжува празнувањето на патрониот ден на општината Павловден. Во Кочани се празнува Петровден. Петровденскиот музички хепенинг во планинарскиот дом Вратешка ќе се случи вечерва со почеток во 20 часот. За сите заинтересирани кои сакаат да присуствуваат, а немаат собствено возило, организиран е автобуски превоз. 2 автобуса во 17 часот ќе тргнат пред градскиот трговски центар. Вечерва ќе се одржи Петровденскиот музички хепенинг кој по 12 пат се случува во планинарскиот дом Вртешка. На вечерашниот традиционален настан присутните ќе ги забавуваат 4 групи, и тоа една локална, Hotline, потоа The Hounds од Прилеп и Pink Project Macedonија од Кочани, а четвртата група е Франк од Соединетите Американски држави. За сите заинтересирани, Друштвото за планинарски спортови Лисец, кој е организатор на овој настан, и годинава организира бесплатен автобуски превоз до планинарскиот дом Вртешка. Подготовките веќе течат, плакатите и флаерите се веќе оштампани, поделени, луѓето веќе знаат, така да очекуваме добра музичка забава. Так. 2 автобуси ќе одат, меѓутоа луѓето знаат, оние кои автобусите се за оние кои немаат свој превоз, оние кои имаат доаѓаат со своји возила. Так. За враќање назад? За враќање назад, овој пат го поместивме за сад подоцна, до сега беше во 1 час од враните утрински часови, сега тоа веќе е 2, по барање на гостите кои се така присутни подолги години на овој музички настан. Забавата започнува во 20 часот, а за сите кои се љубители на добрата музика има обезбедено храна и пијалоци. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков вчера на граничниот премин Табановце делеше флаери за безбедно патување низ Македонија. Акцијата е да се подигне свеста на учесниците во сообраќајот, што повеќе да бидат внимателни со возењето, со цел да се намали бројот на сообраќајни несреќи. Во рамки на превентивната сообраќајно-едукативна акција летна кампања 2015, министерот за внатрешни работи Митко Чавков на граничниот премин Табановце подели едукативни флаери на туристите кои се минуваат во нашата земја на летен одмор. Акцијата е да се подигне свеста на учесниците во сообраќајот, што повеќе да бидат внимателни со возењето, со цел да се намали бројот на сообраќајни несреќи. Флаерите се на англиски јазик, имаат скица за Република Македонија, скица на патишта и предупредување за прилагодување на брзината на возење според условите и околностите кои што се во моментот на патиштата. Се разбира дека тука особено ја имаме во предвид динамиката која што и фреквенцијата која што е ради летната сезона, како и временските прилики. Сите сообраќајни несреќи кои се поизразени во летниот период поради зголемената фреквенција на моторни возила по улиците се резултат на недоволното внимание на самите возачи. Неодамна во Штип од страна на Општинската организација на Црвен крст во соработка на полициската станица од Штип извршија вежба симулација на сообраќајна несреќа. Едукацијата преку ваквите акции земаат малку време, но може да го продолжат времето на вашиот живот и животот на некој друг. Во Штип интензивно се работи на уличната инфраструктура. До крајот на годината со асфалт ќе бидат покриени сите улици од градот и дел од селото. Во Штип со несмален интензитет се работи на реконструкција, санација и асфалтирање на улиците со цел поголема безбедност на возачите и пешаците. Порадански пат асфалтирање ќе има на улиците Лески во населбата Баби, Драги Крупишки во Дузлак, како и во Чардаклија и Долна Железничка. Но после ова следуваат и други улици и патишта. Наш приоритет е наскоро да ја започнеме со асфалтирање каде завршна тендерската постапка улица Маршал Тито, тоа од градинката Вераци, Ривери, Трена,
па се и до последните куќи во Левасте покрај покеот на река Отиња. Течат тендерски постапки за улица Пиринска, од Пиринска до Анчелс кафе, покрај противпожарниот дом. Потоа тече тендерска постапка на улица Рибник, тоа од главниот пат, магистралниот пат Штип Радовиш до бањата Кежувица, со тоа што ќе го асфалтираме комплетно и паркинг просторот тамо. Нормално дека горна железничка малку ќе почека, тамо и тендерската постапка завршена, бидејќи констатиравме дека тамо треба да минуваме комплетно канализација и водовод. Така ни престои голема работа, но верувам дека до крајот на август и тамо ќе завршиме. До крајот на годината комплетно ќе бидат завршени уште неколку делници, меѓу првите патот до селото Пухче, Суво грло, потоа улиците во Долани, Врасаково, Драгоево и Селце. Постојат реални шанси доколку се обезбедат средства од државата да биде отпочнат и патот од Врасаково до Долно Трогерци. Треба да се нагласи дека целокупните активности околу набавката на репроматеријалите и изборот на изведувачи, Општина Штип ги работи на транспарентен начин со целосна поддршка на мнозинството во Советот. Денес во општина Чешиново Облешево во периодот од 5 часот наутро до 8 часот се изврши авионско прскање против комарци со препарат кој треба да спречи размножување на нови инсекти. Со прскањето беа опфатени и населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Уларци и други околни села. Надлежните од општина Чешиново Облешево апелираа до пчеларите да ги заштитат своите пчелни семејства поради можност од штетно влијание на средствата за прскање. Добриот почеток на првата фестивалска вечер на фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2015 беше предвесник дека овие 4 вечери Пехчево ќе биде центар на трубачкиот урбанизам и добра забава на илјадници посетители од цела Македонија и на гости од Србија и Бугарија. Денес е трети ден на овој фестивал. Самиот фестивал е една голема афирмација на самото место. Ние потенцијално имаме стратегија за развој на туризмот, а со тоа автоматски допренесуваме да го промовираме местото, за да можат да дојдат повеќе граѓани да не посетат. Пред се тука имаме многу гости од Бугарија, од Република Србија. Во нашиот крај од постаро време имало виртуози кои што свиреле на труба на овие блех оркестри и крајот беше познат по тоа и така најдовме еден интересен начин да бидеме уникатни во државата, а од друга страна со овој фестивал најдовме многу добри релации со фестивалот во Република Србија во Гуча, кој што е интернационален фестивал. Од тука првата и втората награда одат тамо директно на надпревар и мислам дека со тоа уште имаме поголем дигнитет на нашиот фестивал. По повод Павлов ден, патронот на општината Виница денес во програмата е Павловденскиот турнир во тенис, кој започна во 9 часот, а ќе трае до 15 часот. Вечерва од 19 часот во рамките на патрониот ден има баскет перформанс. Утре 13 јули празнувањето ќе започне со крводарителска акција, а во вечерните часови ќе има и свечена седница. Во Кочани пак по повод одбележување на празникот Петровден, вчера се одржа Влашки етнофестивал, баскет фест и концерт на Next Time и Тони Зен. Програма по повод празникот имаше свечена литургија, свечена седница, а во попладневните часови ќе се одржи и Петровденски турнир во мал фудбал. Нападот врз премиерот Александар Вучик е обид за атентат. Вака министерот за надворешни работи на Србија го опиша вчерашниот инцидент во Сребреница, кога беше нападнат српскиот премиер. Министерот за надворешни работи Ивица Дачич рече дека тоа е напад против сите во Србија и против незината политика на мир и регионална соработка. Гневни босанци фрлаа камења и шишиња на српскиот премиер Александар Вучик, откако учествуваше на церемонијата за одбележување на 20 годишнината од масакрот на околу 8000 лица во Сребреница. Туниските специјални единици вчера спречија уште еден напад на екстремистите само 2 недели по нападот во градот Сус, кога настрадаа 37 лица. Безбедносните сили успеале навреме да пронајдат група од 8 терористи, за кои се верува дека имале намера да извршат нов напад на туристи. 5 мина се убиене на лице место, додека пак тројца побегнале и за нив се уште се трага. Европската унија договори прифаќање на 60.000 мигранти. За еден прифатен мигрант, земјата добива 6.000 евра надоместок.
Допрва ќе се утврдува во кои земји ќе одат мигрантите, според кој критериум ќе се одбираат и на колку време ќе имаат престој во земјите. Министерот за надворешни европски прашања на Луксембург, Жан Аселборн, рече дека целта е да се преземат 16.000 мигранти од Грција и 24.000 од Италија. Според најавите, Германија и Франција се подготвени меѓу себе да поделат повеќе од 1/3 од вкупната бројка мигранти на кои Унијата ќе им бара дом. Серена Вилијамс ја оправда фаворитската улога на Вимблдон. Во финалето по 82 минути игра ја победи Габрине Мугуруза со 6:4 и стигна до 6-та круна на неофицијалното светско првенство во тенис. Серена Вилијамс по втор пат во кариерата победи во низа на сите 4 Гранд Слем турнири. Мугуруза и покрај поразот го оствари најдобриот резултат во кариерата. Првиот сет го отвори со брейк. Предноста ја чуваше до 4:2. До сега Серена има триумфирано во 2002, 2003, 2009, 10 и 2012 година. Серена има вкупно 21 Гранд Слем титула во кариерата. Новак Џоковиќ и Роџер Федерер денеска ќе бидат главни актери на големото финале на Вимблдон, во кое тешко може да се издвои голем фаворит. Светскиот рекет број 1 за противник го има 7-кратниот освојувач на овој турнир и тенисер кој играше во одлична форма во досегашниот тек на Вимблдон. Наумче Мојсовски ја заврши својата кратка авантура во Катар и повторно е во Македонија, каде ги полни батериите чекајќи нов ангажман во Европа. Во меѓувреме македонскиот репрезентативец потпиша договор со менаџерот на Никола Карабатек, Хакти Онг, кој ќе го застапува Мојсовски во периодот што следи. Токму Онг, кој покрај Карабатек, исто така е менаџер на уште неколку француски репрезентативци, како и на бројни ракометари од оваа земја. Токму затоа трансфер во Франција делува како најреална опција за Мојсовски во моментов. Наумче Мојсовски ја почна минатата сезона во дресот на Металург, но по големата финансиска криза на клубот од Автокоманда, тој беше еден од десетината ракометари што го напуштија тогашниот првак на Македонија. Искусниот бек потоа потпиша за Лахвија од Катар, каде прикажа добри игри, но сега дефинитивно ќе се врати на стариот континент, во обид да влезе во топ форма во пресрет на Европското првенство во Полска. Бидете со нас и во 16:30 во првиот дневник. За крај погледнете ја временската прогноза за да видите какво време не очекува во новата работна недела. Пријатно попладне.